Добар ден, драги гледачи. Денешната тематика ни е старата Скопска чаршија. Мојот соговорник е од општина Чаир, која е на некој начин задолжена за случувањата и она што се однесува до старата чаршија. Ја би те замолила да ни се представиш. Добар ден, драго ми е што ме покани, Гордана. Јас сум Сонја Ѓорѓиевска, вработена во општина Чаир, во секторот за локален економски развој. Моментално не, тоа е веќе 5-6 години, ја работиме исклучиво старата Скопска чаршија. Се трудиме колку можеме локално да делуваме во развојот на чаршијата и драго ми е што денеска ќе имаме еден разговор да ги видите согледувањето на општината за развој на старата Скопска чаршија и моите лични согледувања ко стара скопјанка која израснала во чаршијата. Браво. Она што мене ме интересира, што мислам и гледачите дека ќе бидат заинтересирани, е да зборуваме токму за сегашната состојба на старата чаршија, без разлика на незиното постоење и незините случувања во текот на годините. Она што е неминовно дека е можеби на прво место нешто што е посетено од туристите, било да се од Македонија, било да се од странство. По моје некое согледување, мислам дека тоа не е доволно направено во однос на некој дел на информација околу старата чаршија и дека на некој начин незаслужено е доведена во состојба да луѓето прошетаат, а да нема дополнителна информација. Не само да нема дополнителни информации, туку протрчуваат низ чаршијата. Точно. За жал, туристите трчаат низ чаршијата. Сега вака ќе ви кажам, ви рековте да не го спомињаме минатото, нема да се навраќаме, нема да бараме кривци. Меѓутоа, до 90-тите години чаршијата беше култно место и за домашните, за жителите на Скопје и за надворешните туристи што доаѓа, дали од Македонија, дали од бивша Југославија, дали од цел свет. Едно време имаше затишје, не знам зашто и како, и чаршијата тонеше. Беше хорор да се посети чаршијата. Сега чаршијата го враќа духот на живење, но таа живее до 4-5 сат, само Ракиџиска, така наречена улица, што е горната улица, има некој живот, да речеме, до 12 сат, додека е работното време. Зошто како? Тоа треба да се заинтересираат и да се заложат одговорните институции. Прво, старата Скопска чаршија, ко втора по големина во Европа, после покриена чаршија во Турска, заслужува подобар третман од страна на надлежните. Прво од град Скопје, можам да кажам, бидејќи град Скопје е заинтересиран, тоа лично јас го кажувам, за старата Скопска чаршија само кога се избори, кога треба да се прошета, да се доберат избирачи. Значи, не е вложено буквално ништо. Сепак мајка на градот е град Скопје. Второ, општина Чаир, иако територијално има 90% од чаршијата, 10% е на општина Центар и ние локално делуваме со општина Центар, но за да дојде до промена на фасада на некој објект, за градење, доградување на старите објекти, тогаш се веќе 7 газди во чаршијата што секој инвеститор треба да ги помине. Значи, тука е град Скопје, тука е општина Чаир, тука е општина Центар, тука е Министерство за транспорт и врски, тука е Министерство за култура, тука е Министерство за заштита на споменици и конзерваторски. И кога тие 7 треба да ги поминете за да стигнете до вашата желба, која може на крај да се одбие нормално, бидејќи во чаршијата на почеток 90-тите години не направија некој унифициран или со некое правило како може да се гради, што може да се гради, да секој инвеститор што ќе дојде, а дуќаните беа стари што мораше да ги санираат, да знаат како тоа ќе го направи. Сега, во чаршијата туристите доаѓаат, ви реков на почеток, они протрчуваат ни чаршијата од X причини. Првата причина, недоволно информираноста, значи нема информативен туристички центар, каде што можат, тоа го затворија пред скоро 8 години. Зашто го затворија туристичкиот центар? Па туристичкиот центар се распадна едноставно. Не навлегувам тоа, ние го молев, можеше град Скопје, кој имаше простори своји кај занаечиите,
да го задржи тоа ако треба нешто да се помогне општински или народно. Меѓутоа, најверојатно немаше сенс за тоа. Туристите кои доаѓаат немаат кај да земат брошури. Секоја држава има брошури кои може да ги земат за успомена, за водич да им биде, за додатна информација. Пошто има индивидуални туристи, не се секојаш само групи со водич кои и тука има проблемите, за тоа попкасно ќе збориме. Нема кај да има. Општина Чаир 3 години направивме напор да направиме карти своји, сами финансиравме, преку разни програми, не е битно, каде што беше нацртана општина Чаир, сликовито покажано, која ќе влезете од Биг пазар, каде ви е Сулијан, Капанан, Куршумлијан, Свети Спас, значајните спомен културни места. После направивме за занаечиите една брошура, исто како кои занаети, стари занаети, како да ги видат. Меѓутоа се потроши тој материјал, ние немаме средства, а и не е интересот едностран да биде, што ви реков, треба да го сакате Скопје, треба да ја сакате чаршијата, за да нешто направите, а не да ја користите само чаршијата. Од икс причини. Туристите проаѓаат, се движат. Има домашни туристи кои не ја познаваат чаршијата, гледаат тоа што гледаат во ред, нема кај да најдат водич, значи доаѓаат у група од 2-3, не знаат кај да се обратат да побараат водич, прашуваат како, што. Сместувачките капацитети можам да кажам дека се горе-доле задоволителни што може да им ги пружат на туристите. Тие ги има низ чаршијата, која е јадрото централно и прва и втора зона и околу чаршијата, така да тука веќе туристите се сноѓаат, па и да дошле по други работи и комерцијални, ќе прошетаат, ако не друго, низ чаршијата Камен мост, па ќе отидат од таа страна на Вардар, кај што се комерцијалните институции. Меѓутоа, јас се смеам секогаш кога имаме состанок со колеги од другите општини, ни колегите од Скопје, што се вработени во други општини, не ја познаваат чаршијата. Токму тоа е она што сакав да ви кажам. Јас на неколку пати имав снимано прилози од таму за Евлија Челебија, едва ја најдохме улицата. За првиот заградоначалникот Михајловиќ, исто така улицата која носи негово име, моравме да се распрашуваме и ден денеска таа е покриена со некоја табла, иако е само 300 метра, а не заслужува тој човек таква улица. Еден краток период работев како во Туристички сојуз на град Скопје, каде што гледав да се врати таа просторија во своите првобитни намени, да биде туристички информатор, да има информации и сето тоа. Меѓутоа, пак ќе кажам, многу краток период бев. Оливера Джекич, која беше делот од Туристички сојуз, почина и остана тоа нерегулирано. Во која состојба е сега Туристички сојуз, навистина не знам, меѓутоа таа просторија е добиена од град Скопје и на некој начин треба да се врати, да биде место каде што е туристички информации во билот. Тука не можам да ви одговорам, затоа што со години се расправаме, имавме една програма. Значи, не само што нема туристичко биро, нема патокази доволно. Има на влезовите, улиците нема да ги најдете. Да. И да не е сменето името, не можете да ги најдете улиците. Зошто? Затоа што порано кога ќе се дошло Стара чаршија, се знае се Казанџиска улица, каде што работеа казанџиите, Панче, така натаму. Да. Се знаеше и Органџиска улица, каде што работеа и органџиите. Се знаеше Ковачка улица, каде што беа сместени ковачите. Се знаеше Златарска улица, каде што беа сместени златарите и филигранците. И се знаеа кафетериите, не беа тогаш кафетерии, ресторанчињата, каде што можете да одите да јадете национална кујна. Нормално, со текот на менувањето на начинот на живот и све, некои работи се сменети, со модернизација на технологијата многу е сменето. Ние немаме више занаечи во чаршијата, тие се многу малку. Немаме казанџи, дефинитивно, да сакате казан да поправите, немате каде. Имаме ковачи двајца уште, кои работат онака како што се работело на времето. Златарите веќе преидоа во
купи продај од економска, не ради тоа што не сакаа да го продолжат занаетот, туку од економско, додека он купи репроматеријал, додека тоа го изработи, додека го продаде, многу е поскапа него ли да го набави од надвор или од негдека и да го продаде, трговија чиста да направи. Меѓутоа, во чаршијата постојат еснав на чаршијата, кој се бори колку може да се избори, да го зачува духот на чаршијата и на занаечиството. Има дом на занаечи, кој исто така се бори да направи нешто за занаечиите. Они се таму веќе регистрирани, имаат еден солиден број на регистрирани занаечи. И ние кој општина Чаир, кој соработуваме со нив и кој допринос ко локална самоуправа, ко државна, да речем, институција, им помагаме на занаечиите. Многу треба да се направи. Значи, не само за ликот. Ликот е тој што е. Прошле години си изгубил, не си изгубил. Странците кои доаѓаат, карши јас, кај што сум сместена во центарот на чаршијата, кај што ни се канцеларите на општината, карши нас има кафана, која пази, занаечијата пази да е секојаш со цвеќе во даден период. До него има една стара куќа од икс причини, најверојатно од имотно правни е срушена, стои така. Странците се сликаат кај таа куќа, тоа е за нив вајда стара чаршија. Предпоставувам. Има ли некои можности да, рековте, двајца, тројца занаечи има, да тоа биде ставено под некоја контрола и да едноставно бидат ставени во смисла на тоа да им се помага финансиски за да се одржат тие занаети, едноставно нешто што на некој начин е атракција на самата чаршија. Не само на чаршијата, тоа е перспектива. Значи, сегде како годиме сите некогаш излегле надвор од Македонија. Кај да одиме, купуваме автентичен сувенир од местото, купуваме автентично, ткаено, накид, зависи кој колку сака да потроши, али купуваш автентично таму кај што ќе одиш, да имаш спомен за стари години, кај си бил и што си направил, ти враќаат некои спомени. Во Скопје има сувенирници, не дека нема сувенирници, меѓутоа старите заначи најмногу со нив соработува, тоа е Занатска комора на Република Македонија, господин Агром Фазлиу, кој се труди да ги врати не само рачно изработките, туку буквално старите занаети и водоводжи, и електричари, затоа што нема занаечија во Македонија да најдете кој што имаше порано. Второ, за да ние им дадеме нешто подстик да работат, прво треба да направиме разговор со нив и една пренамена на нивниот начин на производство. Значи, не може више да се произведува нешто што било пред 20, 50, 60 години, што денеска само ко сувенир, туку треба да се произведува нешто кое ќе се потроши повеќе, за да они имаат рентабилност. Да се прилагодат. Да се прилагодат. Например, еве, ковачите кои коваат уште секирите ги острати или машите и така натаму, да се најде модул, начин да им се отворат или да разговараме со нив, можда и они знаат што би сакале со истиот занает да допринесат и колку тоа им треба. Исто така и јорганџиите веќе се сведоа на продажба на готови јоргани, никој не прави. Прашање е зашто, мислам, ние го знаеме, ама треба повише да се прават трибини со нив, разговор и да се побара помош од државата, од Министерство за економија, да они имаат да бидат, како што се сточарите, земјоделците субвенционирани, да бидат и они субвенционирани, затоа што 10.000 денари што дава град Скопје за занаечија, веруете дека за папирологија додека конкурира, он ќе потроши 70% од сумата. Дефинитивно. Дали ние немаме осет или немаме смисла да тоа го организираме? Јас лично сметам дека на некој начин таа стара заштитена чаршија треба да има некоја служба, управител, некој кој ќе води сметка како тоа се одвива, бидејќи впечатоците, пак ќе кажам, на секој турист, на секој човек кој ќе влезе во старата чаршија, едноставно дека на некој начин таа замира, дека не функционира онака како што треба и во главном е тоа што велите вие прошетка низ чаршијата.
апсолутно нешто што некој кој малце повеќе размислува околу тоа, би се засрамил дека така се одбива тоа. За жал, точно е, бидејќи јас го сакам Скопје, такво какво што е. Секој имаме различен вкус, некој му се свиѓа, некој не. Меѓутоа, тој е мој роден град, моето детство, мојата младост, студентски денови, јас сум ги прошла и си го сакам Скопје. Јас сакам чаршијата затоа што имав прилика во реновирањето правено на дуќаните сега каде што продолжуваат на кај Скендербет нагоре. Со татко ми да видам таму, бидејќи он работеше во СИС и они работеа на реконструкција на чаршијата, СИС-от ја правеше. Така да тој дух тогаш и сега не е ист. Да бараме да се врати нешто, тоа исто која да барам да се подмладам, не можам да се подмладам. Но, тоа што може да се зачува, тоа што може да не направи бренд Мостар, каде што ги носиме за најчиите, имаме меморандум, општина Чаир има меморандум со град Мостар, каде што една улица од некој си 300 метра, вие не можете да ја поминете за 3 сата таа улица, каде што се дуќани до дуќани со исти производи, а туристи купуваат. Ние не можеме тоа кај нас, каде што има над 500 дуќани, каде што е по квадратура поголема, не можеме да ги задржиме туристите повеќе од, еве, вие сте водич, сте биле, не можеме да ги задржиме повише од саат време. И тоа со бавно одење и со раскажување. Дефинитивно. Она што јас сум ги посетила и Мостар и Сараево, меѓутоа го чувствува животот на чаршијата. Кај нас тоа го не, барем јас го немам. Нема, за жал нема. Како може да го има? Прво, чаршијата порано почињаше од 7 саат да работи. Сега чаршијата почиња да работи од 9-9:30. Значи вакво. До тогаш е мртва. Мртва е до тогаш. Навечер работи додека се стемни, исклучиво некои делови работат покасно, ви кажав, другото затвараат дуќанџиите. Велите, пак ќе се навратам, него враќате минатото, меѓутоа некој напри фама во чаршијата, пазете, опасно е, крадат, убиваат, така натаму. Да, младите никој не одеше во чаршијата на кафе, на муабет, на мезе, на било што. Беше еден тип затворена чаршија. И во тој период и многу од занајчиите излегува од чаршијата, си отидоа, ги продадоа дуќаните или ги пренаменија во нешто комерцијално, продавање на мобилни телефони и слично, која е технологија која ќе ја најдете било каде, а не во стара скопска чаршија. Значи, пак ќе речам, треба да се сака Скопје, да се сака чаршијата, да сите што ќе ги кажат своите мисли да тоа се спроведе на дело, не мора 100%, ама 1/10. Трето, доаѓаат туристите. Еве шетаат чаршијата. Од чаршијата нема комуникација со ниедно туристичко место од Скопје надвор. Имавме барање дадено да се постават автобуси горе кај музејот, што е кај Калето, и доле кај Скендерберг платото, во определено време да има, кој што ќе ги носат Матка, Пантелемон или негдека, каде што водичот или организаторот на нивната група сака. Бар да има еден да идеме од Сабајле и еден да има попладне. Доаѓаат туристи и вика како да стигнеме, ние прошетавме за сат и по чаршијата, сакаме да одиме на Матка. Ја му викам, идете на Рекорд, земете 60 или 65, не знам кој е автобусот за Матка. Така нема туристичко биро, нема кај да праша. Дефинитивно. Нема кој да го организира да отиде да посети друго. Ние тука губиме и Скопје губи тука. Губи сите туристички околу, што се треба некој водич што е желен да ги прошета, па да ги прошета да им каже, а има некој што сака да си земе хонорарот дневен, ги сврте еден круг, ги пушта, имате слободно попладне, идете, купувајте, шопингувајте и што сакате. Второ, ние имаме многу убава гастрономска понуда во чаршијата, каде што едно време Агенција за развој на туризам направи некои брошури, ама таа брошура не беше гастрономските специјалитети во чаршијата, туку беше во Македонија. Па така имаше 2-3 работи, можете да ги најдете во чаршијата. Ние имаме стварно прекрасни. Оваа година, што ни е нашиот план за чаршијата, кој ќе биде у декември ставен на совет, ако ќе пројде, каде што сакаме да направиме некој општина Чаир, како ќе собераме пари, нешто свој пари, нешто ќе бараме донации, да тоа го направиме и да го ставиме во пишана форма. Затоа што колку електронската да е добра, колку Google да покаже каде што е,
Друго е кога во еден стар дел, така го викаме стара Скопска чаршија, не викаме трговски центар, не го викаме мол, па да пројде. Значи, друго е на хартија кој ќе види патоказот, каде што може да посети за 1 сат, за 1 ден, за 3 дена и така натаму. Кој што секој град, секој, да не речам главен град, ги има тие програми, само Скопје нема таква програма. Сега додека зборуваме и додека кажувате за тоа, о себе размислував, не можам да кажам и да набројам колку ресторани има во Старата Чаршија. Да. За да им кажеме на луѓето кои доаѓаат, имате 5, имате 10, овдека ќе пробате тоа, на другата ќе пробате тоа, сладкарници, продавање на боза, која за мене е се уште нешто. Салеп да се проба сега во овој период. Оролет. Доаѓаат неки, ја го сакам оролетот. Тоа вие, малтене, цедевита не е цедевита, со топла или со ладна вода. И доаѓаат Хрвати беа баш, кои живеа долго време во Австрија, нешто имале службено и сакале да посетат Старата Скопска чаршија, доаѓаат кај нас, имавме тогаш уште брошури, муж и жена, и вика, летно време беше, сакаме нешто, ама нешто што не сме пиеме, некеме Кока-кола, некеме Швепс, некеме тоа, ја викам, сакате ли оролет? Што е тоа? Не ви кажувам, викам, што е тоа, да кажев цедевита со вода. Тоа не е цедевита, али тој начин на спремање. Викам, сакате, имате поморанџи, имате ова, тоа, и они вика, сакаме. И дојде и вика, зашто ние не знаеме за ова? Па затоа што прво да викам, доаѓате у Скопје. Не, вика, ние на 2 месеца доаѓаме у Скопје и доаѓаме у чаршијата. Салеп сме пробале, зимскиот период, боза сме пробале, меѓутоа ова не сме пробале. Викам, има уште многу работи што не сте пробале, затоа што нема кој да ве упати. Дефинитивно е тоа нешто што би му дало шарм на самиот. Јас работам, имам проект King Marco од времето на времето на Крале Марко и имаме по тоа обработено храна. Крале Марко. Многу луѓе се чудат, бидејќи во тој период нема ни пиперка, ни патлиџан, ни компир кои се донесени од Америка и се нуди сосема која е друга храна, која у суштина е кај нас се уште зачувана. Таква една понуда сигурно би привлекла многу туристи, на некој начин би било нешто што е специфично. Сега во програмата ќе имаме сега што ќе ни биде за наредната година, пошто општина Чаер е мултикулти општина. Значи имаме македонци, албанци, турци, бошњаци, цигани, горанци. И сите имаат свој некој специјалитет. Секој има свој специјалитет. И ние направивме еднаш здрава храна, тоа беше многу одамна, само што се формираше општина Чаер, и ја направивме во Капанан. Ја направивме и беше интересно, значи не беше тоа вау храна, туку беше баш здрава храна домашна. Наредната година конкуриравме повторно, тоа е минимални средства, затоа што секој дуќанџија, секој ресторанџија од чаршија, за да ја презентира својата храна и бесплатно ќе даде дел од тоа. Меѓутоа баравме некои работи каде што не ни пројде ко проект, не знам зашто, некому не му се свиеше, што ќе ви донесат ромите. Имаат они печено јаре ќе донесат, мислам, имаат и секоја националност има своја специфика. Пушти го да покаже, нека се повторува, гравче, тавче, сите горе јадеме, ама некој го прави вака, некој така, некој со коприва, некој белни. Значи, можеме да најдеме начини. И оваа година тоа ќе го направиме, бидејќи оваа година ќе го обновиме, короната ни го прекина. Ние имавме базар кој беше во септември месец, каде што општина Чаер има подпишано меморандум за соработка со Мостар, со Улцин, а соработка, не подпишани меморандуми со Албанија, Тирана, со Србија, со Врњачка бања, со Златибор, со Златибор, со Косово, и така беа таа година, тоа беше последно на плоштот Скендербек, каде што ги има своји излагања за наечиите. Поентата не е излагањето, поентата е дружењето и отварање на портите на нашите занаечи, кои дел работат, многу работат од дома, више не држат дуќан од економски причини, бидејќи не можат да платат струја, вода, данок, комуналите и данокот и све, туку работат од дома, ко самостални,
И тука беше одлично, значи имавме од Велес, од Прилеп, од Македонија, значи не беа само од чаери што се, имаше од Тирана, мислам разни. И они беа супер, се дружи, до ден денес они разменуваат своје искуство, а поентата на чаер беше да им помогнеме да ги расшират своите видици, своите пазари, и сакавме некое нешто да направиме општината да ги води, меѓутоа ние немаме право да имаме економски дел во општината, сега мајде тоа ќе се дозволи, каде што ние ќе би ги пласирале, ние би ги носеле и така натаму. Имавме една замисла, дали ќе биде понатака ќе видиме, тоа треба да се стави на хартија и да се проедат по институциите сите. Кога бевме во Мостар, носевме 52 занаечи од Македонија. Тогаш многу ни помогна, Денковска беше на занаечиите. Тоа беше полн автобус, тоа беше феноменално, тоа се вика Дани Трешње, кога е ден на сите занаечи, значи беа тука од Босна, беа од Црна Гора, беа од Албанија, беа од Србија, беа од Хрватска, Македонија, да, и беше прекрасно, тоа е огромна сала. Имаме ли ние ден на занаечи? Ден на занаечи немаме, бидејќи секој занаечија свој. Ако идеме по еден верски календар, значи ковачите имаат свој ден. Да, знам. Ако идеме по друг. Не е лошо кој идеја, значи да ја ставиме. Сега додека кажувате, јас лично, еве, таа мултиетичност има можност на пробување на специјалитети или храна која е карактеристична за нив. Јас соработувам со Романо Иво, тие дури околу храната ми кажаа дека имаат јадење и одеш, што навистина е нешто што едноставно... Не знам, у чаршија дека има? Не, добро, ромите дека тоа го имаат како храна. И мислам дека на некого би му било интересно да проба таква храна. Зборувам сега како пример, не дека тоа треба. Тоа е малку не се слага. Меѓутоа има албанска храна, има ромска, има што велите бошњаците имаат свои специјалитети. Сите имаат свој специјалитет, значи секој има меѓутоа немате можност во чаршијата тоа да го пробате. Има нешто, на пример, еве овој, тоа е делот на општина Центар, да кажам, кај што се отвори качамак ресторан, каде што луѓето се дојдени од гостивар и тука даваат качамак, даваат турски доручек, он е прав турски доручек. За турски доручек со ние тангирчиња мали, каде што ќе се прејадеш, па ќе ти текне да вечераш, после пошто ручекот ќе отскокнеш. Малку, а многу количински. И таму носев некои луѓе што беа дојдени во чаршијата. Значи, имаме таква храна. Има, например, готвено јадење, тоа е братство, каде што можете да најдете домашна храна што се готвела, што јас и вие сте ја јаделе на времето, например, ќуфтево сос, има полнета пиперка, она баш домашна храна која е прекрасна и може да завиткате и да си ја однесете дома. Не дека нема, меѓутоа тоа е све... Информативно нема. Ова е све у муабет и ако некој налета кај нас у канцеларија... Еве, јас ова прв пат го слушам. Да, има прекрасно, има. Има, например, лахмаџунот, што сите го у галерија 7, сега има на друго место. Па има многу туристи кои доаѓаат како да го спреме, па ние им кажуваме немојте вака, пошто не можат питичка, па не можеш фруќа рерна. Има друг начин и така натаму. Има сладкарницата, например, никој не знае казан диби што е, тоа е го има во сладкарница Охрид. Тоа е по превод да го видам дното на казанот. Тоа е феноменално. Например, има такви стари јадења. Има цедени сокови кои се сега не сакам нив можеше да ги сретнеш и на улица. Да, може да ги сретнеш на улица кои имаат прекрасно, имаме убави сладоледи, например, што се прават од што ги нудат, не овие уличните на, меѓутоа тоа се домашни правени, па ги носат. Карши мојата канцеларија имаше еден дечко кој правеа домашни сладоледи, има 5-10 врсти на сладолед домашни што ги правеа. Тој сега живее во Норвешка и таму го продава нашиот специјалитет на домашна сладолед. Мајка му ги правеше тука и се дава. Така да имаме потенцијал да го направиме тоа, тоа ќе донесе и за дуќанџиите, бенефит за сите. Бенефит за сите. Но пак ќе речам, трети пат го зборам,
Морате да го сакате Скопје и чаршијата за да ја развивате чаршијата. Да, меѓутоа мора и да има некоја информација. Еве, голем дел од тоа што го кажувате, ја прв пат го слушам, а што е нешто што може би е едноставно да има некое обавестување, секако дека некој ќе проба да дојде на некој од тие специјалитети, едноставно затоа што... Не, сигурно ќе проба, сигурно затоа што е многу интересно и убаво. На почетокот кај Скендербеко се отвори една и као продава француски круасани со капучино, со не знам што. Да, работеше добро, меѓутоа не им седнуваа странци, седнуваа наши кои сакаме да се западњаци со храната, не домашна храна, и го затворија, затоа што едноставно не беше рентабилно. Туристот, не е битно дали е домашен турист или тој што доаѓа од надвор, кој ќе влезе во Стара Скопска чаршија, он бара да јаде нешто автентично, кое кој ќе се врати, ќе прераскажува, може и ќе додаде нешто, али тоа ќе биде... И ќе донесе нови 5 гости. Така, ќе донесе нови 5 гости. Тоа е она што постојано го кажувам. Туризмот не е само понуда, него е многу битна промоцијата на сето тоа. Јас не знам, агенцијата за промоција, сега кога доаѓав пребарував, има една кратка содржина за чашијата, која е во една страница и едноставно голема фотографија, што ништо не значи во случајов. Нема таква понуда, не изе агенција за промоција, тоа е основна задача. Да го понуди или да го каже тоа што едноставно може да го најдете таму во чаршијата и да привлечете гости. Основната, значи, функција не си ја врши онака како треба и никој околу тоа не става ни замерка, нити едноставно води сметка дека тоа треба да биде таму. Значи, ја бев во агенција за промоција на туризмот, сега не знам кај се спои на култура или каде отиде таа агенција. Пред да се спои, пред 3 години, имавме една програма за чаршијата и бев да видам која ќе биде помошта од нивна страна. Значи, не само помошта материјална, дали имаше или немаше, туку помошта и понатаму промоцијата. И они велат, ангажирате не нас, а ние ќе направиме тоа. Па зашто општина Чаир тогаш да се ангажира? Не ме сваќате погрешно. Ние немам видување, значи 20 години прашувам, туристичката такса дали доаѓа во општина Чаир. Ја 20 години го прашувам град Скопје, ми вика доаѓаат на крај на годината со збирните даноци. Јас сакам да знам колку доаѓа туристичка такса, не јас, општината, за да можеме тоа да го реинвестираме и да го планираме наредната година. Дали некојаш ќе биде или нема да биде, не знам. Не сакам политички, јас зборам ко вработен, кој е заљубен во своје Скопје, во све, и кој ги гледа, и кој ги гледа придонесите од се што ќе се направи за чаршијата. Нашите институции, за жал, одат паралелно, немаме вкрстување. Не знам сега што ќе направиме со програмите што ќе ги пласираме од јануар месец, дали ќе имаме сенс, слух од институциите да тоа се направи, дај Боже, да дел од тоа успееме. Чудно беше, значи, баравме клупи да се постават ни чаршијата, бидејќи е доста голема. Сега има туристи доаѓаат, не икат во кафана да седнат, сакат да пијат кафе, сакат водичка да си пијат и да си се одморат. Немаме корпи низ чаршијата, кај да се фрли отпадот. Немаме пристапни рампи во историските споменици кај што ќе влезат инвалидизираните лица со специјални потреби. Дадовме еден проект, тогаш беше преку Скопски плански регион, дадовме проектот... Вециња нема исто, и тоа баравме, и тоа четавме цела чаршија да видиме кај би можело да се постават. Разговаравме со дуќанџиите, пошто секој му смета пред влез да му биде клупа, например, некаде. Гледавме WC каде што има санитарен чвор, каде што не треба ново да се прави. Да се постави зеленило, бидејќи чаршијата има калдерма, дуќани, нема зеленило. Евлија Черебија фалеше дека има секаде зеленило и цвеќе. Направивме перголи, нацртавме као да ги поставиме негдека каде што ќе има зеленило и ќе се задолжи и да не се задолжат дуќанџиите сами ќе го поливаат тоа да биде. Меѓутоа, тогаш беше, не знам како се каже тој проект на град Скопје, што беше 2 години, 3 години сместен во чаршијата, као за Скопје, во времето на Шилегов. Беа, дадовме таму предлози, беа од Холандија, каде што искористуваат стари, беа од цел свет.
Меѓутоа, ја нешто во Стара Чаршија не видов од тој проект. Не видов. За жал, кај нас е тоа секогаш така. Ние нашите можности на искористување на некој... Пак ќе кажам, мислам дека Старата Чаршија за да живее треба да стопанисува и некој да одговара за тоа и да размислува дека треба да го презентира тоа и да води контрола. Дали имате воопшто некој увид колку посетители има во чаршијата, зборувам за странци, за туристи, за наши туристи кои доаѓаат, едноставно нема евиденција што на некој начин би направила некој патоказ како треба тоа да се одвива, дали ќе треба чаршијата да има некој водич облечен во народна носија кој ќе им покаже што треба да видат, да имаат увид колку галерии има, кога се тие отворени, што може да се види во нив. Едноставно, пак ќе кажам, тоа е само од себе, се одвива. Хаотично се одвива. Се одвива и хаотично и без некој ред и без нештата што може да бидат сосема да дадат една друга слика на чаршија. Па видете, кога го спремавме, на 4 години се спрема локален економски развој на чаршијата и бараме некои податоци. Кога ми добив податоци дека чаршијата има 4 хотела, а сите се пријавени хотели, работат букинг, значи имаат туристи, и они ми даваат информација дека се 4 хотела, немојте. Значи немојте. А ја ви реков, жалосно, значи не сакам да зборам, чаршијата се посетува само кога се има потреба да некој се истакне дека тоа е наше богатство, дека имаме нешто. Тогаш кога го направивме кај Скендербек на платото базарот, истовремено се направи базарни иновации на горното плато кај Скендербек. Знаете ли колку беше прекрасно 4 дена од народ, од движење? Веру. Па од озгора некој си црташе, пошто тоа е многу во плато, да направиме ликовна колонија, некоја која би го цртала Скопје модерно и ако би се цртала на кајкалото старо Скопје. Пак ќе ви речам, значи институциите работат паралелно, не ја бранам и фала мојата општина, меѓутоа за тие работи има голем сенс и дава овакво слобода во креирање на проекти, што ги даваме, дава поддршка, која беа за најчиите, која ги носевме, на чии со улицини имаме подпишано договор за соработка, меморандум за соработка и со други градови, сега да не ги набројувам, овие два се каде што 2-3 пати ги носевме за да автобусот го плаќаме ние, превозот, преносот го пријавуваме, пошто секој носи своје, нормално не оди таму само да се запознае, туку оди да продаде нешто, да се уновчи. Така да имаме сенс, меѓутоа ќе видиме. Јас во дел од фотографии ве донесов и многу често имам кога гостувам на другите телевизии, кажано дека во еден период имало камили и места каде што тие можеле да престојуват, бидејќи трговците доаѓале со камили, луѓето остануваат забезекнати дека такво нешто постоело. Едноставно не знаеме да го искористиме тоа една камила направена фигура или нешто и да се напише дека од тој до тој период и со еден со фес. Ја имало дека трговците доаѓале, дубровачките трговци имале своја комора, имале продавање, братот на Марин Држич имал свој дуќан и сето тоа. Едноставно не знаеме тие приказни да ги оживееме и да на некој начин буквално направиме музеј од Старата Чаршија. Не музеј да направиме, место каде што можат сите да профитираат. Прво, апсолутно зборувам за дуќанџиите. Што да ви кажам, ја имам некои фотографии, пошто татко ми беше архитекта, покоен и има фотографии Сулијан, Куршумијан, Капанан, кога после земјотресот биле струшени, како се реновираат. Тие фотографии се во диапозитиви. Прашав некој јас за моја лична. Меѓутоа јас сакам да некој да ги развие тие диапозитиви и да ги земе и да ги стават во некој депо да се види како тоа се одвивало, како се градило. Не најдов на слух на никој да поклониш нешто, не да продадеш, да поклониш нешто, нема. Во Старата Чаршија имаше музеј на Стара Чаршија, ја не знам дали тој се уште нема, не функционира. Вистинска штета е
Токму тие приказни и тие можности да се прикаже чаршијата од некое нејзино постоење до ден денеска е дел од нештата што треба да функционираат на некој начин нормално. Верувам дека секој би бил заинтересиран да помине, барем сега во ова сегашно време, многу и визуелно да го доживее тоа како чаршијата се менувала со векови. Навистина не го разбирам начинот на ќутење или преќутување на нештата што може да функционира, да бидат поддржани како такви и да едноставно привлечат луѓе уште повеќе низ чаршијата, а да тоа на крај биде и финансиски покриено, што е основна работа. Нормално, основно е да тие дојдат. Ја ви реков, за жал, со модерната технологија, со интернет баи и така натаму, занаечиите го губат не интересот за занаето, далеко тоа, тој им е садено во фамилиарно работеле и нормално дека ги боли зашто тоа е прекинато. Меѓутоа, од љубов не се живее, се живее од пари, така да не можат да обстанат и работат тоа што е економски вакво. Ние сакавме пред неколку години, имавме една програма таква со колега кој тогаш беше раководител на ЛЕР, да направиме веќе шапкарот, да дојдат, например, имаме шапкари, 2-3, кои шијат. Тие се ретки више, после ќе биде купи продај, значи кој шие и прави. Да дојде турист кој сака да научи нешто. Имавме школа за филиграмни, која водеше еден прекрасен човек, која сега изнесе многу филиграни, значи многу го обнови на некој начин го обнови занаетот. Некој остана во филигранството, некој остана во весо срма, пошто као слично и како... Има една од тие што отиде во Америка, кој отвори дуќан таму, која работи турбо таму, значи таму се купува. Сега кога ми прати сликаш за божичните празници што спремила, тоа ја гарантирам дека да ни покаже јануар ќе бидат празни штандовите. Значи тоа не бара голем простор, тоа мал простор бара, меѓутоа бара желба од државните институции да тоа го поддржат, да тоа им помогнат. Еве, занаечиите помагаат, ама помагаат во регистрација, во размена на искуства, све, немаат финансиска помош да им помогнат на нив. Министерството за економија тука, Министерството за култура. Не знам, мислам, не сум од таа фела која може да каже како, меѓутоа може да најдат сенс да се помогне да тоа биде извор на приходи од таа чаршија. Верувате, ако се 500 дуќани, пута 4 фамилии, тоа е голем број на луѓе кои ќе живеат, 4 члена на фамилијата, тоа е голем број на луѓе кои ќе живеат. Дефинитивно. А баш као тоа данокот што ќе се плаќа на државата и така натака и така натака. Жал, ние сме при крај на разговорот. Времето брзо помина, можеме 3 дена. Она што мене ме интересира за крај, дали има можност за, да речеме, денови на Мостарска чаршија, на Сараевска, на чаршиите, кои се на некој начин да бидат презентирани и да тоа истото се случува во размена, да нашата чаршија биде презентирана. Може, ја ви реков, имаме, и со Сараево имаме подпишано, беа од Сараево, значи на тие видете, на тие манифестации кога одиме надвор. Се пак речем, самиот политички врв е присутен на отварањето и е чест на занаечиите. Кај нас кога беше во последниот базар пред короната и после више згасна, ако го обновиме, ќе обновиме, планираме септември од причина што тогаш се прибираат луѓето и се тука во Скопје. Летен период не може да направиш да ги викнеш, секој е на страна. Да тогаш дојдат сите и кратко и јасно кажат, децидно, ова и ова, ние помагаме со тоа и тоа, направивме тоа и тоа, меѓутоа не доаѓаат. Прошева дојде министерот за економија, дојде градоначалници, 2-3, мислам, а ваму доаѓа буквално целиот врв. Верувам. И во улици исто, мислам. Јас се надевам дека ќе се сменат работите, за жал мора да привршиме, да на некој начин чаршијата си го добие заслуженото место. Таа ќе живее без разлика дали некој ќе се свести дека треба многу повеќе да се направи или не, меѓутоа заслужува да биде подобро третирана, зборувам од државните органи.
се надевам дека нема од стара скопска чаршија да преиде во стар скопски мол. Само тоа се надевам, потенцијал има, работиме сите со ентузијазам дека ќе постигнеме нешто и се надевам дека ако наредната година се сретнеме, дека ќе имаме нешто постигнато од нашиот муабет, да се пофалиме дека сме завршиле. Јас се надевам дека муабетов нема да заврши на ова, дека ќе имаме можност и друго да прозборуваме. Ги поздравам гледачите, нека навратат во чаршијата, нека обрнат на повеќе внимание на нештата што можеби не се кажани или едноставно не ги знаат, нека ги научат. Благодарам што бев гостинка Гордана. За чаршијата можеме да збориме уште денови и денови, меѓутоа се сведува се на едно, мораме да дадеме инпут на чаршијата за да живее чаршијата. И го заслужува тоа. И го заслужува тоа. Се надевам и би сакала наредната година да се видиме и дека, се зборам ко Сонја, вработена во општина Чаир, не можам лично да зборам, дека ако ни пројдат програмите што ќе ги дадеме пред нова година, да ги реализираме бар 1/10 во наредната година. Јас ви посакувам успех во тоа и сигурно ќе се видиме уште еднаш. Благодарам. Поздрав до сите. Поздрав.